да го изустам името на тренерот на годината. На 18 септември 2011 година, место да го прославам својот роден ден дома, јас од Лондон отидов во Каунас во Литванија за да бидам дел од легендарниот надпревар меѓу Македонија и Русија во кошарка и да ја почувствувам радоста што воопшто целиот народ во Македонија ја почувствува во тие моменти со успехот на кошаркарите. Во април 2017 година свирам во Полска. Во мај се надевам дека доколку е таму, ќе можам да го поканам Илија Несторовски да ми дојде на концерт во Палермо, доколку не летне негде во звездините клубови, нели? Што искрено, нели, сите му го посакуваме. А во јуни повторно ќе се вратам во Полска. Токму заради фактот што имам честа вечерва да му ја врачам наградата на човекот кој што внесе една фантастична атмосфера во својот тим, внесе верба и само почит, што патем речено му е толку потребно на македонскиот народ, особено во последно време, и на тој начин предизвика огромна среќа кај сите нас во Македонија и верувам дека барем тоа ќе дојде во триплирана димензија во јуни. Веќе големи групи се спремаат да патуваат во јуни во Полска. Се разбира, знаете зошто. Така што честа е огромна да му ја врачам наградата на тренерот на годината Благоја Милевски. Добро вечер и поздрав до сите. После ова, не знам дали ќе може да издржам да кажам нешто, но пред се голема чест за мене ко човек да ми врачи награда една величина како маестро Симон. Јас ќе му се поклонам затоа што во потполност го заслужува тоа. Премногу емоции се уште во мене, да можам да кажам нешто повеќе, освен да изразам голема благодарност до сите оние што се заслужени за ова признание. Благодарност до Фудбалската федерација, која ни овозможува безпрекорни услови за работа и подготовки пред секој надпревар. Благодарност голема до тренерската комисија. Огромна благодарност до моите соработници во мојот стручен штаб, до нашиот економ, лекарскиот тим, нашиот секретар и технички менеджер и најголема благодарност до оние што се најзаслужни за ова моје признание и на кои го посетам истото. Немам зборови, а и не се потребни за такви момци, освен да кажам уште еднашка секој чест и голема благодарност. Се подсетуваме на резултатите на Македонија до 21 година.